Во време кога физичкиот изглед често е во прв план, фитнесот се повеќе добива ново значење како начин за подобрување не само на телото, туку и на умот. За тренерот и холистички учител Александар Богдановски, вистинскиот тренинг не започнува со првата вежба, туку со правилниот ментален пристап. Тренингот не представува само физичка активност, е круцијален за нашето ментално здравје. Со самото тоа што ние се привикнуваме кон отпор, издржливост и самите го нанесуваме тоа на себе си со физичката активност, понатамошно исклучително високо влие во делот на сите ментални процеси кои што ги извршуваме надвор од тренингот и теретаната и целокупната физичка активност, кој што ни помага за извршување на сите нивоа и задачи на едно повисоко ниво. Холистичкиот пристап кој ги поврзува телото и умот станува се поприсутен и кај рекреативците и кај професионалците. Навиките се клучни во делот на се понатамошно. Образците кои што луѓето веќе ги имаат, старите образци, е нужно да се променат. А сето тоа може да се постигне само со постепеност. Значи со постепена промена на одредени нешта кои што луѓето ги прават на дневна основа, понатамошно може да резултираат со една комплетна промена на целокупноста на функционирање и да резултира со една целокупна промена на индивидуата, која што после извесен период, кога ќе се сврти човекот позади, самиот си вика, колкава голема промена сум направил, а сето тоа да оди постепено. Дисциплината стекната во теретана често се пренесува и надвор од неа, во работата, образованието и личниот живот. Клучна е дисциплината. Зошто? Затоа што дисциплината представува еден тип на мост од зацртаните цели до резултатите. Доколку е изоставена дисциплината, во процесот апсолутно ништо не може да се случи од промените и од претходно споменатите промени во делот на навиките. Значи, во однос на дисциплината е нужно да се прават сите нешта кои што се потребни и истите да бидат во постојана конзистентност. Значи, дисциплина и конзистентност ствара еден автопат, јас го викам, на нови навики кои што резултира понатамошно со промена на секојдневието и животот. Се повеќе вежбањето се доживува и како форма на терапија. Начин да се најде баланс во брзото секојдневие. Менталните процеси кои што се случуваат додека тренираме се клучни. Тоа што значи? Постојаната едукација во фитнес центарот и надвор од неа по однос на навиките, делување во секојдневието представува целокупна слика за тоа што се случува. И луѓето после известно време доживуваат огромни промени во делот на сонот, во делот на одмор, како се чувствува истиот и целокупната физичка слика која што доаѓа на крајот. Во време кога младите се соочуваат со бројни предизвици, од притисокот на социјалните мрежи до стресот во образованието, фитнесот може да биде силна алатка за градење самодоверба и психичка стабилност. Да не посегнуваат по секаков тип на алатки, би ги кажал како суплементација, со кои што мислат дека ќе постигнат некакви резултати побрзо. Истото важи и за постара популација, каде што луѓето после долг живот кој што придонел да се најдат во таква состојба, зборам гојазна состојба или други состојби во менталниот дел, дека нешто може да се случи преку ноќ. Напротив, постои само една формула која што е клучна, а тоа е правилен пристап, процес кој што треба да се изоди, а резултатите доаѓаат само потоа. Вистинскиот фитнес не е само за тоа како изгледаме, туку како се чувствуваме.